Владата денес ги усвои измените и на дополнувањата на буџетот за оваа година. Се очекува економски раст од 3,5 и инфлација од 4,5%, соопшти министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Со овој ребаланс на буџетот вкупните приходи се ревидираат на ниво од 379,2 милиарди денари. На приходната страна даночните приходи остануваат речиси на првото планирано ниво и се проектирани на 213,2 милиарди денари, што е минимално намалување од околу 900 милиони денари, односно за 0,4%. Ова намалување е резултат на ревидираните приходи од акцизи и корекции во ДДВ. Инвестицискиот раст ќе биде 7,2% и тоа е владин фаворит за економскиот раст. Главен носител на растот ќе бидат инвестициите, за кои се проектира реален раст од 7,2%, поттикнат од реализацијата на инфраструктурните проекти, капиталните инвестиции и проектите во општините. Во однос на ценовните движења, поради надворешните притисоци и растот на цените на енергенците и примарните производи на светските пазари, проектираната просечна инфлација за 2026 година изнесува 4,5%. Како одговорна влада и одговорно Министерство за финансии, наша обврска е навреме да реагираме и да ги усогласиме буџетските проекции со реалните економски движења, истовремено обезбедувајќи средства за исполнување на законските обврски, поддршка на граѓаните и продолжување на инвестицијскиот циклус. Димитриевска-Кочовска, елаборирајќи ги измените и на дополнувањата на буџетот, констатира: Верувам дека со овие измени и дополнувања на буџетот создаваме основа за продолжување на економскиот раст, забрзување на инфраструктурниот развој и реализација на проекти кои ќе донесат конкретни придобивки за сите граѓани на Република Македонија.